Африка. Значи, презентираме еден нов модел на функционирање, односно на работење, кој што се базира на многу конкретни резултати. Ке видите ни самата студија, целта не е само да го дадеме земјиштето и да кажеме ние тука бараме инвеститори. Туку имаме неколку фази за чие што отклучување ќе бидат клучни постигнувања на одредени резултати од страна на самиот концесионер. Тоа значи дека при преминот од фазите се поделени, уствари земјиштето, лотовите се поделени како фази, и целта ни не наеднаш да го дадеме целото земјиште кое што државата го има на располагање, бидејќи сепак е тоа ресурс кој што е граничен. И еден од елементите на новиот пристап е дека управуваме мудро и паметно со ограничените ресурси со кои што располагаме, а земјиштето е еден од тие ресурси. Самиот премин од фаза во фаза подразбира постигнување на одредени параметри кои што не секогаш се врзани со физичка инфраструктура. Значи, нас не ни требаат цигли, нас не требаат бизниси што функционираат, ни требаат бизниси, односно инвестиции кои што ќе носат приходи во буџетот и кои што ќе дават поголеми плати за луѓето. Така што ќе видите ни самата презентација дека само премин од фаза 1 во фаза 2 предвидено е постигнување на одредени таргети во однос на изграденоста, меѓутоа во секој нареден чекор клучните таргети се приходите во буџетот и висината на платите кои што инвеститорите ќе ги плаќаат кон работниците. Она што исто така разликува, да кажеме, Гевгелија во однос на досегашниот, ајде да кажеме, модел на функционирање, е тоа што за прв пат поттикнуваме размислување на зелена економија, на зелен концепт кој што предвидува одржлив раст, значи раст кој што не загадува и раст кој што не краде од денеска,